Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе продолжиме со обработка на Псалм 11, а ќе се обидеме да го поминеме и Псалм 12. Како што веќе спомнав во претходната епизода, се наоѓаме во една група на псалми кои се слични во однос на својата тематика, бидејќи во нив авторот пишува за барање помош од Господ во време на неволја. Овие псалми првично се однесуваат на авторот и неговите околности, но исто така имаат примена за било кој човек кој се надева на Бога. Затоа, преку овие псалми, Бог може да ни зборува и нам денес. Но, пред да почнеме со читање на Псалм 11, сакам накратко да се вратам на Псалм 10, да прочитам барем 2 стихови и да споделам уште неколку мисли во однос на нив. Да ве потсетам, една од главните теми на тој псалм беа грешниците кои го живеат животот како Бог да не постои и како да нема да одговараат за своите лоши дела. Стих 4. Во својата горделивост грешникот вели, ќе нема истрага, а во себе мисли, Бог не постои. Авторот како да сака да каже, грешникот постојано си вели во својата глава, Бог не постои и затоа нема потреба да се плашам од неговиот суд. Зборовите Бог не постои се идеологија според која се водат оние кои се нарекуваат атеисти. Знаете, на почетокот од светот не постоеа атеисти, бидејќи луѓето беа многу добро запознаени со Божјото откровение преку создавањето на светот. Не само тоа, туку и неколку векови по создавањето, луѓето се уште го познаваа Адам, кој пак лично го познаваше Господ од Едемската градина. Кога беа дадени 10 Божји заповеди, во ниту една од нив не се осудува атеизмот, туку осудата е насочена кон политеизмот, односно идејата дека постојат многу богови. Во таа доба, политеизмот, а не атеизмот, беше еден од главните проблеми на човекот. Затоа, во книга Излез, глава 20, стихови 3 и 4, Господ рече: немојте да имате други богови освен мене. Зошто се осудува политеизмот, а не атеизмот? Бидејќи на почетокот немаше атеисти. Но колку повеќе гревот навлегуваше во светот, колку повеќе луѓето беа, условно кажано, оддалечени од Божјото откровение преку создавањето, толку повеќе луѓето се свртеа кон атеизмот како начин за објаснување на животот. Во стих 13, авторот на овој псалм поставува едно многу логично прашање, кое гласи: зошто безбожникот го презира Бога? Зошто во срцето свое да вели: Бог не казнува? Давид како да вели: Господе, зошто воопшто му дозволуваш на безбожникот така да размислува и да се однесува, без притоа веднаш да се соочи со твојот праведен суд? Предпоставувам и вие некогаш сте се прашале, зошто Господ дозволува некои луѓе да се однесуваат лошо и безбожно, а сепак се уште да постојат. Но во останатиот дел од псалмот, царот јасно кажува дека Господ ќе ја воспостави својата правда во свое време. Но, сакам за крајот на проучувањето на овој псалм, пак да се навратам на мислите на безбожникот, кои се опишани во овие стихови. Овој стих е сличен како четвртиот, во кој се вели дека грешниците сметаат дека Господ нема да им суди, односно дека нема да ги казни за нивните гревови. Знаете ли што е проблемот со таквиот начин на размислување? Тоа што тие, кои така размислуваат, сметаат дека можат да прават се што сакаат во животот. Токму затоа, денес помеѓу народот има многу луѓе кои прават беззаконие, бидејќи сметаат дека сепак на крајот нема да се соочат со праведен суд. Реалноста е дека некогаш злосторниците навистина не се соочуваат со праведен суд тука на земјата. Има многумина кои со мито и корупција ја избегнуваат правдата. Но, ние како христијани треба да најдеме утеха во фактот дека секој човек ќе се соочи со праведен суд. Можеби тоа нема да се случи тука на земјата, но еден ден
ќе се соочат со Господовиот суд. Токму затоа овие псалми се добри и корисни за нас, бидејќи не подсетуваат на многу важни вистини, кои не биле релевантни само во времето на Давид, туку ќе бидат релевантни и во иднина. Со тоа доаѓаме до Псалм 11, кој е навистина неверојатна песна напишана од страна на царот Давид. Овој псалм е релативно краток, но очигледно е дека Давид го напишал кога се соочувал со притисок и прогонство. Не можеме да знаеме со сигурност кога е овој псалм напишан, но според содржината можеме да бидеме сигурни дека овие стихови се пишувани во време на неволја. Како вовед во овој псалм, би сакал да ви прочитам коментар од Џон Пероун во однос на овој текст. Тој вели: Пејачот е во опасност за својот живот. Луѓето околу него го советуваат да побегне од проблемите и да оди на безбедно место. Но, полн со непоколеблива вера во Бог, тој го отфрла нивниот совет. Безбожните, а неправедните се оние кои треба да се плашат. Овој псалм е краток и општ, и затоа не можеме точно да знаеме во кои конкретни околности е напишан. Ми се чини дека или станува збор за прогонство од страна на Саул, или за периодот кога Авесалом се крена против Давид. Со оглед на тоа што Давид се криеше по планините кога бегаше од син му Авесалом, некои теолози сметаат дека првиот стих од овој псалм се однесува на тие околности. Не само тоа, туку и зборовите «ако темелите се разурнати» во стих 3, може да укажуваат дека станува збор за таа ситуација. Џон Пероун беше либерален теолог, но сепак сметам дека е во право со овој негов коментар. Ми се чини дека ова е прв пат да се согласам со некој либерал. Ако морам да кажам свој став, и јас би рекол дека станува збор за прогонството од страна на Авесалом. Ке почнеме со читање. Стих 1. Кај Господ се засолнувам, зошто и велите на душата моја, одлетај во гората своја како птица. Живееме во време во кое превозот е лесно достапен. Било да сакате да одите некаде со возило или пак со авион, денес релативно лесно, а и во некој случај доста ефтино можете да посетите некоја друга држава или во најмала рака да се тргнете настрана од местото каде што живеете. Сметам дека е добро кога луѓето можат да се тргнат настрана, да најдат некое мирно место, да се оддалечат од галамата и брзиот живот и да одмараат и се релаксираат. Тоа воопшто не е лошо или погрешно, но таквите нешта стануваат лоши и погрешни кога се средство со кое сакаме да побегнеме од проблемите во животот. Таквото бегање е всушност поттикнато од страв. Во стихот кој го прочитавме, Давид вели дека некои луѓе го советувале да замине на планина и да побегне од проблемот. Забележете што пишува во стих 2, каде читаме за опасноста со која се соочи тој. Зашто грешниците го затегнаа лакот, ја притегнаа стрелата своја на тетивата, па од мрак да стрелаат на чистите по срце. Со други зборови, и оние кои го следеа Авесалом почнаа да го прогонуваат Давид. Да можеа да го убијат, сигурно ќе искористеа шансата. Во тој конфликт постоеше огорченост и од двете страни. На почетокот, Давид бегаше од својот син заедно со сите кои останаа со него. По некое време, Давид сфати дека ќе биде добро да ја извојува битката против оние кои се на страната на Авесалом, но на своите војсководци им даде јасни упатства да го запазат животот на син му. Авесалом беше млад и недоволно искусен во војување. За разлика од него, татко му Давид и неговите војсководци имаат долги години искуство во војување. Татко му Давид беше особено вешт воин. Тој многу добро ја познаваше територијата на Израел. Знаеше како да се бори во шума, на отворено, а и на планина. Од друга страна, војсководците на Авесалом го немаат тоа искуство и затоа на крајот изгубија. Јоав беше еден од војсководците на Давид и тој беше убеден дека Авесалом заслужува да умре, бидејќи се однесуваше нефер кон својот татко. Кога Јоав ја имаше приликата да го убие Авесалом, ја искористи и го усмрти.
Тоа го скрши срцето на Давид и мое мислење е дека никогаш не се опорави од таа болка. Но, пред да се случи тоа, кога Авесалом ја презеде власта, а Давид избега од Ерусалим, во градот почна да владее неред и немир. Затоа, во стих 3 е поставено прашањето: ако темелите се разурнати, што може праведниот да стори? Темелите на секое општество се разурнати, тогаш кога луѓето не го почитуваат Божиот збор. Тоа го гледаме и денес. Луѓето го сметаат Божиот збор за нерелевантен, за неважен и затоа постојано го прекршуваат. Што да прават праведниците во такви околности? Стих 4. Господ е во својот свет храм. Господ е на престолот небесен. Очите негови гледаат, вегите негови ги испитуваат синовите човечки. Што прави Господ? Господ наблюдува, гледа што се случува и ги испитува луѓето. Со други зборови, она што Давид сака да го каже е следното: кога праведниците гледаат дека светот околу нив станува похаотичен, тие може да се угледаат на Господ. Тој е единственото место каде верникот може да најде утеха во овој грешен свет. Според писмото, како што се наближува времето за второто Христово доаѓање, овој свет ќе станува уште полош. Но, што и да направат луѓето, тие не можат да ја земат контролата во своји раце. Господ е се уште на престолот небесен и владее над се. Стих 5. Господ го испитува и праведниот и безбожниот, а неговата душа ги мрази оние што уживаат во насилство. Господ многу добро знае кои луѓе се праведни, а кои безбожни. Има такви кои во јавност се прикажуваат како праведни, но кога никој не ги гледа, се однесуваат безбожно. Таквите може да ги измамат луѓето, но Господ не. Патем, некои либерални, така наречени христијани, велат дека Господ ги сака сите луѓе и дека еден ден сите ќе бидат спасени. На таквите имам да им кажам само едно нешто. Почнете да ја читате книгата Псалми. Таму ќе забележите дека Бог ќе ги казни грешниците поради нивните гревови. Други пак велат дека Бог го сака грешникот, но не го сака гревот. Не сум сигурен дека се согласувам со таа изјава. Ако грешникот си продолжи во својот грев, тој всушност се однесува како Божи непријател. Се додека грешникот не се покае, тој е Божи непријател. Стих 6. На грешниците ќе пушти дожд од разгорен јаглен, оган и сулфур, а силен ветар ќе им биде дел од чашата нивна. Не знам како некој може да ги прочита овие зборови и да каже дека Господ нема никого да казни поради гревот. Псалмистот како да сака да каже дека Господ ги остава грешниците да напредуваат одреден период, но сепак ќе дојде момент кога ќе се соочат со неговиот суд, односно со дожд од разгорен јаглен, оган и сулфур. Стих 7. Зашто Господ е праведен, ја сака правдата, лицето негово ќе го гледаат праведниците. Драги пријатели, ова е прекрасен псалм, во кој сме подсетени секогаш да се угледуваме на Господ. Дури и тогаш кога гледаме грев околу себе, дури и тогаш кога се чини дека грешниците напредуваат, а праведниците се угнетувани, ние сме повикани да се угледаме на Господа и да го чекаме моментот кога тој ќе ја воспостави својата правда. Со тоа доаѓаме до Псалм број 12, кој во одредена смисла е од пророчка природа, исто како и претходните. Повторно станува збор за песна во која авторот го повикува Господа и бара заштита од грешниците и безбожните. На самиот почеток од псалмот читаме за отпадништвото од верата кое е широко распространето помеѓу луѓето. Верувам дека ова ќе се случи и при крајните времиња. Стихови 1 и 2. Помагај Господи, зашто не остана побожен, ги снема верните меѓу синовите човечки. Лага му кажува секој на ближниот свој. Од дволично срце устите зборуваат лага. Кога ќе погледнеме околу себе и ќе видиме дека голем број луѓе отпаѓаат од верата, ќе бидеме во искушение да се жалиме, исто како и пророкот Илија, и да тврдиме дека ние сме единствените верници во општеството.
Но тоа не е вистина. Колку и да се зголемува бројот на лажливците и дволичните луѓе, сепак Господ во секоја генерација има луѓе кои искрено му веруваат. Стихови 3 и 4. Нека ги истреби Господ сите лажливи усти и секој јазик што се возвеличува, оние што зборуваат, јазикот е наша сила, устата ни е со нас, кој е Господар над нас. Тоа се луѓе кои велат дека можат да кажат се што сакаат, без при тоа некој да ги држи одговорни за нивните зборови. Повторно читаме за луѓе кои живеат со идејата дека Бог не постои, дека конечен и праведен суд не постои. Во посланието на Јуда, глава 1, стих 16, за таквите се вели, а устата нивна произнесува горди зборови. Но Господ нема да дозволи таквите вечно да напредуваат, ниту пак да бидат неказнети. Стих 5. Заради страдањата на сиромасите и лелекот на бедните ќе се кренам сега, вели Господ, ќе му донесам спас на оној што копнее по него. Господ ветува дека ќе донесе спасение на оние кои страдаат од зборовите и делата на грешниците и лажливците. Такви луѓе имало, денес ги има, а ќе ги има се додека не дојде крајот. Од стихот кој го прочитавме дознаваме дека Господ ги знае страдањата на сиромасите, лелекот на бедните и желбата за спасение на оние кои го бараат. Тој нема да остане рамнодушен на сето тоа и ќе интервенира во свое време. Ќе ги победи грешниците и ќе ги спаси праведниците. Стих 6. Зборовите на Господ се зборови чисти, сребро во оган, исчистено од земја, 7 пати прочистено. Интересен контраст, зарем не? Досега читавме за зборовите на грешниците, кои се полни со лаги и лицемерие. А од друга страна, Господовите зборови се чисти. Јас ќе додадам и полни со вистина и благослов за оние кои ги слушаат и живеат според нив. Стихови 7 и 8. Ти, Господи, ќе не одбраниш и ќе не запазиш од овој род довека. Нечестивите одат наоколу додека ниските работи се возвишуваат помеѓу луѓето. Ниските работи се возвишуваат помеѓу луѓето. Мислам дека овие зборови се добар опис на времето во кое живееме. Во Исаја, глава 66, стих 5, пишува: Чујте го словото на Господ, вие што треперите пред словото Негово. Вашите браќа, кои ве мразат и кои ве гонат заради моето име велат: Нека се јави Господ во својата слава, па да ја видиме радоста ваша. Но тие ќе бидат посрамени. Може би сега грешниците одат наоколу и никој ништо не им може. Може би сега ниските работи се возвишуваат помеѓу луѓето, но праведниот судија ќе се справи со злосторниците, а и со самото зло. Уште пред речиси 3000 години Господ ветил дека грешниците ќе бидат посрамени, дека оние кои се исмеваат со Неговото име ќе бидат поразени. Таквите луѓе засега се уште имаат можност да се покајат за своите гревови и ќе им биде простено, но ако не се покајат, ќе им биде судено. Со тоа го завршуваме Псалм 12 и доаѓаме до Псалм 13. Всушност, денес нема да имаме време да почнеме со негова обработка, но само ќе дадам кратка најава за следната епизода. Станува збор за уште еден псалм во кој читаме за страдањето на побожните луѓе и за повикување кон Господа за помош. Ова е текст кој царот Давид најверојатно го има напишано кога бегаше од царот Саул. Но, дури и во такви моменти, тој осозна дека може да дојде кај Господа и од него да бара заштита. И покрај тоа што Давид често се соочуваше со непријатели и бегаше од нив, сепак, ни сите тие искуства, Бог го градеше неговиот карактер и ја тестираше неговата вера. Во следното проучување ќе ги обработиме псалмите 13, 14 и 15. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал
и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.